Пред неколку дена Северина објави фотографии од празнично собирање во нејзиниот стан и ги изненади сите со објавата. Во објавата таа откри дека ова бил нејзиниот последен божик во тој простор. Последниот божик во овој прекрасен стан, чии ѕидови се сеќаваат на Великден, Божик, родендени, радости, смеа, тага и жалост. Овие ѕидови се украсени со најубавите приказни раскажани токму на оваа маса и обкружени со луѓе пред кои можете да бидете своји и нивни, сигурни нивни пријатели, а тие мои. Во секое време од денот или ноќта среќата е исто така Божик секој ден, знаејќи дека никогаш не сте сами. Мојата желба е да имате и да создадете за себе круг од луѓе кои ве сакаат, почитуваат и поддржуваат. Тоа е она што го имам и за тоа сум вечно благодарна. Среќен Божик, напиша таа. Имено пејачката се сели во нов дом, таа купила куќа во Шестине, Загреб. Луксузната вила била на продажба и други огласи за 1,5 милиони евра. Куќата се наоѓа во мирна уличка на уредена градина од 1700 квадратни метри со поглед на Медведница. Македонскиот мотоциклист Христијан Бузалковски заедно со отец Методија од црквата Свети Петар и Павле во Скопје 5-та година поред организира хуманитарна акција пред новогодишните празници. Тие собираа донации во вид на пакетчиња за децата од најранливите семејства. Кон средината на декември преку социјалните мрежи мотошампионот ги повика сите што сака да донираат да го направат тоа и собра околу 1600 пакетчиња со кои ќе им донесе радост на 1600 дечиња. Дел од нив ги поделија преку црквата, однесоа кај децата со оштетен вид. Во затворот Шуто Ризари за затворениците да можат да им дадат пакетче на своите деца, но и на многу други места. Бузалковски оваа хумана мисија ја реализираше со отец Методија, а оваа година првпат во акцијата се вклучија и музичарот Христијан Тасковски Таско и кикбоксерот Бобан Илиоски. Сладкаристика настапи како изненадување на 4-тиот акустичен концерт на Калиопи кој се одржа на 30 декември во Филхармонијата. Раперот се појави од публиката и со Калиопи ја испеа Водиме, нивниот нов дует кој се наоѓа на новиот албум на Марко Маринковиќ Сладкаристика Одлични 5. Музиката за Водиме е на Сладкаристика и Лазар Цветковски кој е продуцент на песната. Сладкаристика го напиша текстот. Калиопи во 2024 година го промовираше новиот албум наречен Албум, а најголемо изненадување беше дуетот со Сладкар. Овој необичен спој со голем аплауз го поздравија присутните на промоцијата на албумот со кој Калиопи прослави 40 години соработка со продуцентот Ромео Грил. Хип-хоп музичарот рече дека му е голема чест што таа го поканила заедно да ја испеат песната Казна. Плоштадот Македонија ќе биде локацијата каде што вечерва скопјани ќе може да се соберат на новогодишна забава на која со песните на домашни изведувачи ќе ја испратат старата 2025 година. Програмата, како што велат градските власти, е креирана за сите генерации, а ќе започне во 19 часот и 45 минути со песните на Миле Кузмановски, ќе приложи со Огнен Здравковски, Дина Јашари, Кукулеле и Тамара Тодевска. Ќе настапат и Пајак, Лара и Два Бона, а во новата година Скопје ќе влезе со песните на Каролина Гочева. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски најави дека годишната прослава на плоштадот ќе помине без огномет по апелите на граѓански организации да се заштитат граѓаните, а особено децата од непотребна бучава и стрес, но и загадување што го предизвикува пиротехниката.